Добро утро и од мене. Стартуваме нова недела и од старт да ви кажам дека ќе ме гледате секојдневно. Елена испративме малку да одмори, но верувам дека со сите оние теми, содржини и гости кои што од денес па до петок ќе се дружиме, дека ќе биде прилично динамично секој утро. Времето е веќе многу топло, е стабилно како што би требало да биде, така што немаме никаква причина зашто да не уживаме во она што секој ден ќе се обидеме да го доловиме. Денеска ќе започнеме со нешто што се вика мюзикал, нешто што се работи по навистина сериозни светски стандарди, а сепак е наше. Станува збор за едно студио кое што навистина сериозно си ја сваќа нивната работа и утре и задутре се случуваат предпремиерата и премиерата на детскиот мюзикал Аладин, кој што се предвидува да се дава на неколку сцени во оние културни објекти кои што се кај нас, но за деталите ќе ни објаснат и самите, односно режисерот и ментор Радо Алексовски и главните улоги Јована Лалчевска, која што е во улогата на Јасмин, се разбира, и Лука Златков како Аладин, и ексклузивно би кажал денеска може да ја видите нивната облека, односно како тие ќе изгледаат во мюзиклот, што мислам дека ќе биде една убава причина за да бидете заедно со нас до крајот на денешното издание. Дечки, добро утро и добро ми дојдовте. Многу сакам кога имаме вакви шарени утро, тоа морам да го кажам. Да, интересно е така да. Ајде, дечки, представете се. Кажете си вие за улогите, тргнете од вас, па после... Прво ме интересира вака кога сте во облекава, се чувствувате како Аладин и Јасмин или како Лука и Јована? Дефинитивно костимот си го прави своето и на самите проби, на почетоците, пред да ни се готови костимите, ние си глумиме во своји облеки, некојаш од студиото, дали се тоа мајци или нешто, као тренерки, најобично како во студио за танци. Да ви биде згодно и коматно. Да. Но понатака во текот на пробите почнуваме да додаваме од костимите и исто така реквизитите и многу повеќе се доловува целосната атмосфера и многу полесно се влегува во ликот и се доживува на тој начин, така што сега повеќе на кај Јасмин. Сега повеќе на кај. Кажи за фризурата, дека ќе имаше фризура посебна за Јасмин. Ерика, да. Оригинална. Тоа го чувам за предпремиерата. Добро. Црна коса, врзана баш така во репче на повеќе делови. Кога ќе ставам периката и круната, тогаш сум онака фул. Тогаш си Јасмин. Оригинална. А и тогаш со косата Јасмин зборува на македонски? Да. И пее на македонски. Ова е Јасмин од Македонија. Јасмин од Македонија. Тоа ми се допаѓа, а Аладин? Па многу влијае навистина, нели, ти на проба ќе се движиш како принц, ама не се чувствуваш како принц додека си во обична облека и кога ќе облечеш, нели, така нешто по бело елегантно со златни допери, одма се движиш поисправено како што му доликува на еден принц, например, или пак пред да станам принц, нели, се движиш така малски. Ама многу е различно во костим и во обична облека. Стварно, одот особено или како се чувствуваш. Многу Леташ ли? Вака со облека. Со килим. Има летања, Ќе летаме со килим. Го има ли тој килим кучето? Го има и ќе биде интересно, како има како една платформа. Во две верзии, да. Да, па ќе биде некако ќе се вклопи тоа. Движечка платформа на која они како ќе седнат, ќе има постелено како килим на тоа, ќе се движи, ќе оди во круг. Како да, ќе го видиме утре на генералната проба од Сабајлечки. Со тркало со све се управува. Да. Едно дете го има направено тоа специјално за представата. Да, и ќе биде. Исто така, веќе кога сме кај костимите, сакам да ги поздравам професорката Лидија Георгиева од Технолошко-металуршкиот факултет, бидејќи она заедно со незините студентки се одговорни за ние да бидеме вака прекрасно облечени и да изгледаме на сцена вака. Емилија Ицковска, Мила Ќурчинска и Елена Муратова. Тие се девојките кои што ги изработија овие костими, уште неколку костими на главните улоги и стварно мислам дека јас многу немав некакви очекувања, ама се воодушевив.
Така, кога го виде, Како вика што е принцеза се тоа. осеќам. Тоа е најважно. Па нека ти направи некоја копија за низ дома. За ограде, за Секој ден ограде. се осеќам како принцеза. Може и така. Радо, ти си ментор, режисер на овој мюзикл. Само да споменеме Бродвеј Junior, така официјално е ова драмско студио, така би го Студио за насловиле? детски мюзикли, да. Ето така, студио за детски. Единствено во Македонија што се занимава со детските мюзикли како жанр, што е навистина реткост и мислам дека кај нас и вообичаено мюзиклот како жанр за жал не е премногу застапен, а би требало, мислам, навистина имаме еве го и Македонскиот народен театар е една огромна сцена каде што Имаме веќе технички сме спремни реално. Да, и можеме, и опера и балет баш да напоменам дека со опера и балет имаме договор за од септември за едно 8 изведби, мислам дека беа. Така да ќе се игра и ќе има живот овој мюзикл и јас би сакал дури да оди на репертоар, бидејќи стварно заслужува да биде погледнат. Има вложено навистина многу труд. Овој мюзикл поготово мислам дека до сега ќе биде еден од најдобро скоцканите, визуелно по тоа што го видов јас и по костимите, по самата сценографија, бидејќи има луѓе кои работат и на сценографијата, како што напомена Јована, луѓе кои се задолжени за костимите и навистина се вложи премногу. Јас, да речем, исто осетив и Наташа исто која ги работи песните и музичкиот дел на целиот мюзикл е организатор на целото тоа и продуцент, така што мислам дека навистина дадовме оној максимум од себе, што мислам дека на крај вроди со плод дека ова ќе биде навистина нешто добро. Тоа е тоа. Да, можам слободно да кажам дека дури ми олесни вчера на генералната проба кога видов, си реков ќе биде окей. А ти беше во дилема, докај сме, што сме или кога се секој мюзикл, мене ми е за секој мюзикл, така и ме фаќа паника. И веројатно до крај не знаеш, може и тоа, може и тоа, може и тоа. Да. А така да постои таа трема постојано, но по тоа што го видов, мислам дека навистина се подготвени. За овој мюзикл, еве ги тука се да не биде дека правам лице, значи уште од самите читачки проби, од самиот почеток, мислам дека веќе после втората недела, ако не и крај на првата недела од читачки проби, текстот го знаеа сите. Стварно. Сите, што беше фасцинантно за мене, толку професионално пристапија кон градењето на ликовите. Значи, исто работевме како што се работи целен професионален процес во театарот, градење на лик. Пишувавме биографии за ликовите. Актерите си водеа дневник на својот лик. Значи, сите тие забелешки... Баш да се внесат Да, сите мои забелешки што им ги кажував на пробите. Начин на однесување на ликот. Тргнавме пред се од самите себе. Тоа беше нешто што јас го барав од нив. Да не тргаш, на пример Јована, да не трга и да бара кој е Јасмин како е. Тргни од самата себе. Кој е Јасмин за тебе, кој е Јована, кој е Јасмин, од самата себе тргни да пронајдеш таа Јасмин што мислиш дека ти треба да изградиш на сцена за да биде тоа автентично, оригинално и природно, пред се и органично. Многу ми се допаѓа прашањето, јас би сакал да го искористам. Кој е Јована, кој е Јасмин, нели таа паралела меѓу ликот и меѓу реалната ти? Да. Па искрено Јасмин ми е најпрво една од поомилените принцези на Дизни. А мислам дека и на многу од младите, нели? Да. И тоа ќе биде супер, бидејќи ете ќе можат и во живо да видат тоа како се случува, незината приказна да слушнат. Јасмин е една храбра девојка која што всушност се бори за она во кое верува, за незината слобода, сака да го види светот, да пронајде љубов, да тоа има една реплика да го живее сопствениот живот. И тука се наоѓа во еден конфликт каде што се соочува со незиниот татко кој што сака да омажи за некој принц. И таа е храбра да застане позади тоа што верува, да се стои за тоа и на крај да го постигне тоа. Мене навистина ми се допаѓа заради тоа што еднаш кога слушнав, мислам дека на некој видео беше, еден човек зборуваше дека всушност кога глумиш и кога делуваш некоја улога, не треба да го гледаме тоа како да е улогата надвор од нас, нели, и како Радо што не кажуваше, меѓутоа дека сите тие емоции постојат внатре во нас. Само треба да ги откриеш, не да ги... И тоа што пример е најстрано за нас, дека и тоа сме ние, кој го имаме во себе.
Е многу интересно глумата, е многу интересен начин за да ги осознаваме сите тие карактери. Постојано истражуваш и бараш, да. И себе си се истражуваш и преиспитуваш. Да, така да гледав што е можно да им помогнам во однос на тоа, да им со разни актерски вежби, со било што ќе излеза, да, и беше. На почеток на пробите буквално тетрадка си земав Радо како што ни кажа, која е Јасмин, која сум јас, еден текст за тоа. Па потоа што е слобода за мене, што е слобода за Јасмин. Па ги споредувам, па пишувам и буквално што ви е заедничко, што ви е различно со Јасмин? Па искрено сега толку сум веќе уходана да не знам. Сега си Јасмин. Јасмин и Јована како едно ми се станати. И не, мислам дека е подобро да не ги одвојуваме пред премиерата, затоа што се осеќам буквално како една целина и со улогата, така што да. Приватно си така упорна и доследна на она што сакаш да си го реализираш како што е Јасмин? Најчесто да. Да. А Аладин? Аладин, па апсолутно беше тешко на почетокот, нели, да ја анализираш улогата, но после неколку проби, така како што нели си запишувавме што е карактеристично за Аладин, апсолутно тие што ќе не гледат на представата, што повеќе ме познаваат, ќе го познаат Лука во Аладин. Аха. Значи Лука си се најде ептен во Аладин. Да, мора, нели, за да одглумиш добро. И да делува природно. Да делува природно, тоа е најважно за тоа што ако се приметува дека глумам, тогаш не е добро, не сум ја примил добро улогата, значи и не сум тој што треба да ја глуми. Така да многу е важно да се пронајдеш во улогата за да личи како навистина да глумиш. Односно да не личи како глумиш, како е природно. Да биде тоа природно. Да, на тоа инсистирав најмногу. Значи викам буквално од вас, ако видам дека има нешто изглумено, јас на тоа постојано им потенцирав. Не ми глумете, викам. Дајте ми реална искрена емоција, да видам, да го видам поривот на Јасмин, да биде слободна, да го видам исто поривот на Аладин, карактерот негов, таа спонтаност да ја видам меѓу ликовите, спонтаноста на Аладин што ја има. Тој шмекерлук што го има со другарите и тоа, викам тоа дај го, викам, природно од себе, тоа што го има Лука, извади го и преточи го во Аладин. Исто беше и со сите други ликови, така да е доста интересен процес за мене и доста предизвикувачки. Исто, ајде да напоменам дека Аладин го земав и како магистарска тема по театарска режија, бидејќи веќе 8 година ми е со мюзиклит и одлучив да магистрирам на тема педагошкиот пристап во театарската режија. Браво. Да, преку работа ти за тоа вака и со лекции, со дополнителни совети. Да, за тоа беше со посебен пристап некој, со целосни анализи, со разработка на самиот жанр, како што мюзиклот. Не го знаевме, сега го дознавте, да. Тој си студираше додека работеше во пракса. А кога веќе зборуваме за сето тоа како изгледа на проби и така натаму, имаме неколку видеа и сечоци од различни ваши моменти, но позади камерата, мислам дека е интересно секогаш да се види ова. Па таман ќе нудете како една мала оддишка за муавето, да видиме како изгледа овој театар во позадина и како се спремаат овие млади луѓе за да бидат така добри на сцена за сите овие мюзикли кои што досега ги има направено.
Валентин, happy birthday to you. Ајде! И каква квалитетна свеќа. Најмногу благодарам на целиот тим, на режија, на сите за денешново изненадување. Малку ми е непријатно, не сум навикнат да бидам центар на внимание, но како и да е, повелете на торта, може така. Така. Многу убаво сте пееле вие. Да не сте нешто во некој мюзикл случајно? Можно е нешто така, да. Нешто познати сте ми, сум ве гледал на некоја сцена. Можно е нешто, да. Видовме многу луѓе на проба и јас сум прашав, викам, колку луѓе ќе бидете на сцена? Па 50 на деца. 50 на, да. Како да се работи со 50 на луѓе? Тоа многу, вака ми личи на многу комплексно. Најдор биде хаотично. Нели? Меѓутоа со добра организација може и тоа многу лесно да се среди. Имаме 3 девојчиња кои што работат на кореографиите. Калина Александар, Јована Спирковска и Тара Джаладин. И они супер се снајдоа за организацијите од најмалите па до најголемите кои што танцуваат, ги поделија во кореографии и сите имаат што да прават во текот на пробата, така што дури нема време за се што треба да се прави. Ние би можеле по цели денови да седиме буквално. Така, колку време се спрема еден мюзикал? 6 месеца сигурно, мислам дека да. Од јануари, овој мюзикал буквално со сите аудиции, дури пред нова година тргнавме во потрага, нели, со аудициите во опера и балет, така да тогаш се пријавија, имавме доста нови членови, аудициите беа негде до делата на улогите јануари, крајот негде така после празниците и веднаш започнавме со анализи, со читачки проби, кореографиите, така да беше ли тешко од сите пријавени да се изберат? Па да. Не може секој. Да, имавме ние и интерни аудиции, во смисла членови на студиото кои се веќе години и години наназад. И аудициите беа од типот одберете си кој лик сакате да го играте, добиваат монолог и доаѓаат за една недела или како беше да ни се представат со тоа. И буквално имавме 3, 4, 5 девојчиња што дојдоа со монологот на Аладин, за Јасмин исто, за повеќето од главните ликови и навистина беше тешко и морам да кажам дека одлучуваа нијанси. Нијанси во прашање, дали кај некој ќе се види таа поголема природност, дали некој вокално ќе биде повеќе способен да ги испее тие песни. Така да буквално беше тешко и мене ми беше многу кога ги соопштува влогите некако со Наташа заедно, викам дечки не се лутете, навистина не е некој дали е подобар или полош. Ама мора да биде поеден. Ама некој мора да го игра, да. За Јасмин имаме и втора алтернација, морам да кажам. Да, така да ќе се менуваат, Јована ќе си ја игра Јасмин, тамо каде што да речеме на некои изведби кога нема да може, имаме друго девојче кое паралелно ја спремаше таа улога, така да буквално тоа е добро да има замена. Да, Аладин е еден. Аладин е еден, нема замена. за жал сме во недостиг со машките, да. И имаме многу малце, ама и тоа некако го гледавме да го... Сега повеќе до душе. Сега добро е. Зошто нема толку многу машки кои што се прегува на... Според мене... Мислиш дека уште кај нас е малку стереотипно и е срамота машко да игра, да пее, да... Па најверојатно се размислува така. И повеќе се по спортот. Да, ама не знам, да речеме сега ги гледам тие тинејџерски години знаат да се така малце од 15-та, 16-та кога машки ве влегуваат во тие фраерски води и сега срамота они на сцена да нешто тука да играат, да глумат, да нешто и некои размислуваат така. Јас да речеме не знам кога почнував да се занимавам со оваа професија, мислам претходно уште како дете кога одев во кај Димче Мешковски во драмското студио, така да. Таа школа. Да, последното го фатив кога преку општина Карпош он држеше часови за глума и тогаш имаше навистина многу малку драмски школи. И сега кога гледам навистина еве имаме студио за мюзикли, има една драмска школа, друга драмската секција во детски културен центар Карпош кај што исто работам представи со деца. Така да јас на пример да би го имал тоа нешто на тие години да можам да учествувам и да одам, јас би одел. Така што еве сега гледам колку мене пример би ми значело да сум бил дел да речеме од некој ваков проект, уште како тинејџер, колку како денеска како актер би ми било од корист. Јас почнав со нив да учам. Јас дипломирав 2018 година, истата година почнав со работа со студиото. И јас исто покрај нив учев и се градев. Значи има доста удел ова студио и во
во мојата, како да кажам, актерска кариера, да. Многу лично веројатно си го имаш прифатено и го доживуваш некако како дел од тебе, нели бидејќи си од самиот почеток. Апсолутно, и веќе сме како тим, како семејство функционираме сите, така да не знам, јас не ги чувствувам нив како мои ученици или нешто да ме чувствуваат мене како надреден, како ментор или не знам режисер на мюзиклот, буквално мојот пристап со нив е најдругарски. Знаеме да седнеме искрено да поразговараме за некои работи, да се насмееме, за најнормални работи го нема тоа као дечки сега јас сум тука повозрасен, јас сум над вас и како ќе кажам така ќе биде. Авторитет постои, ама на едно поинакво ниво, што сметам дека е овај креативен процес на крајот од не сме во школа и ќе пишуваме сега кецови двојки тука и неоправдани. Или па за инет. Мада се лутам кога не доаѓаат на проби. Тоа морам да кажам. Па тоа е за лутање. Да, навистина. Тоа е за минус, не е само за лутање. И за минус, да, викам не пишувам неоправдани, ама знам да се налутам јас и Наташа неколку пати да предупредиме бидејќи ова е, како да кажам, една тимска игра. И доволно е еден да отсуствува на пробата и да се изгуби магијата. Да. Поготово за кореографиите кај што точно имаат формации, се наместени кој каде точно игра и еден, двајца да не достигаат на пробата, целата кореографија паѓа. Така си. Да, затоа рековме дека е многу комплексно бидејќи во мюзиклите одеднаш многу луѓе се на сцена и тоа е баш онај комплициран. И доста нерви, бара и доста трпение, но добро е. Веќе мислам дека ете со нив бар се познаваме години и години, работиме така да веќе си знаеме кој како функционира, како диши, како работи, така да немало проблем. Така, очекувавте дека ќе ги добиете улогите? Па како се појавивте? Па искрено, можам да кажам дека имав доста конкуренција, да кажам, стварно имаше многу добри девојчиња кои што се пријавија за аудициите, исто така талентирани и дури што наликуваа на Џазмин, да кажам, да. И беше така интересно, меѓутоа искрено немаше ни да се налутам ни да не добев бидејќи еве тоа девојчето што ме заменува, буквално едва чекам да видам и она како ќе настапи, затоа што јас веќе ја гледам како принцеза, така што до некаде да, затоа што вложив труд и стварно се пронајдов во ликот, меѓутоа сепак нели никогаш не може со сигурност да знам. Така си е, посебно кога е таков отворен тип, односно отворен карактер самата аудиција. Лука, ти знаеш дека ќе добиеш Аладин? Па да. Ми делуваш дека си знаеш. Како што рековме, нели нема многу машки деца што се на мюзиклот, така да... Мислам дека беше единствен што... Па единствен имаше храброст да дојде, јас сакам да го играм Аладин. Сите други ги бараа споредните улоги, дали Папагало, на Џафар, дали Султанот. Машки се поделивме, дека толку се машки улоги, толку се машки деца, и кога се поделивме, ај вака така се договоривме. Они меѓу себе кастингот си го направиле, ја нит знам. Ти викаш, нема проблем, може ја Аладин. Не, седнале на кафе, види брат, ти ќе го играш ова, ти го играш Аладин, ти го играш утре на радо, ние ќе му кажа. Значи, научиле добра синхронизација за време на... Да. Така да не знам, на сите им се многу легнати ликовите. По тоа што веќе последниве 2-3 проби како веќе тече без престан представата и како веќе имаме во целина, по тоа што можам да го видам веќе секој си го чувствува ликот и се многу автентични и се не знам си се пронајдоа некако. И тоа е сваќам дека не сме сгрешиле во кастингот. Ги направивте сите проби дури со костими, со сите тие ствари, така? Викендов ги имавме костимските проби, да. И сега генералната проба сега на сцена, бидејќи па на сцена е па скроз друго, и технички за микрофони, нели, за пење, движење на сцена и после тоа. Утре, значи, ќе биде пред премиерата. Така, од 18 часот во МКЦ и среда 4 јуни е премиерата од 19 часот во МКЦ. Со билети отворен карактер, затворен карактер? За 4 јуни има билети на сајтот на МКЦ. Билети МКЦ може слободно или да го отворат нашиот профил да студио за детски мюзикли Бродвеј Junior, тамо се е поставен линкот, така да доколку има карти за 4 може да земат, пошто мислам дека веќе се при крај. Има, уште не така. Супер. Последни така. Побрзајте, да. Така да останате. Бидејќи велиме мюзикл за деца, ама јас колку што сваќам и колку што ја видов пробата,
мислам дека буквално и повозрасни може Да. како да уживаат во сето Да, ова. Апсолутно, Нели? да. И па со секој мюзикал исто. И Матилда, што го работевме лани, сите имаат некоја тематика и секој мюзикал што го работиме, гледаме да има, да носи некоја моќна порака во себе. Да речеме, овој мюзикал ја носи пораката за да се биде свој, пораката за што значи тоа да си слободен, да се бориш за да оној се во кој бориш за веруваш. да. Во Матилда имавме исто друга моќна порака и за мене еден преубав мюзикал, еден многу топол со една многу убава приказна за едно девојче кое расте во едно дисфункционално семејство каде постојано е малтретирана, навредувана, а таа сака да се образова, да учи. Така да Ени Джуниор исто беше многу интересен, убавицата и зверот кој носи моќна порака, малата сирена која исто секој мюзикал мислам дека не знам, не можам свој да шарм, одвојам, секој си беше специфичен и уникатен на свој начин. А ме интересира, секој мюзикал си има свое траење, во смисла сега Аладин ќе се дава и велиш дека еве 8 пати се договорени со опера и балет и така натаму. Продолжуваат како приказна или завршува како проект, потоа спремате нов? Па обично за жал е така, бидејќи ете условите кај нас се такви какви што се и е многу тешко да се одржи, дали еве се занимавам и со приватен независен театар. И е многу тешко една представа која е со приватни средства и за жал не е одобрена да речеме од Министерството за култура, што е ќе кажам и срамота, бидејќи ова е трет мюзикал што навистина не е одобрен од Министерството за култура. Да, со секој мюзикал е конкурирано, е аплицирано, но ето од непознати причини не одбиваат, не знаеме зашто, нема врска. Добивте некакво објаснување или не? Нема тие објаснувања, нема. Тие само ќе ти речат дека си одбиен и тоа е тоа. И така да многу е тешко да се одржи во живот, но ете имаме да речеме пријатели, помагатели на и пријатели на студиото кои Детскиот културен центар Карпош, QSI интернационалното училиште, Александар Митевски неговото студио Торус кој ги снима песните, значи буквално 2, 3, 4, 5 дена снима во студио кај него да звучи да биде нормално. Весна Малинова живо? Нешто, нешто не. Ќе биде комбинација, да, супер. Бидејќи и со микрофони кога станува збор, не се слуша доволно добро кога хорот треба да пее и да биде помоќно тоа све на сцена. Така, ама како и да е вокалите се снимени од вас, мислам се. Да. И Весна Малинова да споменеме која го прави препевот за секој наш мюзикал, за песните да звучат оригинално, природно, искрено, чисто, буквално ќе има прилика публиката да ги слушне сите тие познати Диснееви хитови како звучат на македонски јазик. И тоа е многу добро и многу е тешко. Тешко е и захтева навистина многу труд, да. Ама ќе биде многу убаво, да се испеат, меѓутоа целата магија мислам дека и тоа што не води напред, бидејќи сите сакаме да го правиме ова. Исто така ќе се надоврзам за преска дека и возрастни дефинитивно ни доаѓаат со многу убави реакции после настапите, бидејќи прво ова се приказни со кои што и ти израснале и сите ни кажуваат се почувствав како дете кога го гледав мюзиклот, кога го разбудивте детето во мене и тоа е една прекрасна така ги потсеќа на нешто што нели некогаш го гледале, сега е во нова форма, па и македонска верзија и веројатно тоа е некој искуство кое што баш онака си останува. Апсолутно, да. Интересно. Кои се Радо, Јована и Лука, вака надворот, улогите надворот театарот? Од Лука што друго правите, што друго ве исполнува? Гледаш како те намести ментор? Гледаш како те предност на помладите од мене. Јас имам што да кажам. Јас сум Лука Златков, имам 17 години, учам во Корчагин 3-та година и тренирам одбојка 5 пати неделата веројатно. Браво, браво. И во која насока планираш понатаму да се движиш? Спорт, театар? Тоа е проблемот што се уште не знам, затоа што не знам, ме бива во сите страни помалку и не знам на каде да се насочам. И тоа е вистински проблем, затоа што еве 4-та година ми е следна, па факултет иде. Така ќе треба да се обучам за... Мислам дека доволно е една година за да онака убаво ти легнеш тој како сакаш понатаму, ако па некако можеш да ги комбинираш, би било или тешко. Ако можеш да имаш повеќе професија одеднаш. Не може. Тешко иде тоа. Треба да се посветиш на сите. Да, супер. Важно онака имаш работи кои што те исполнуваат и сакаш да ги правиш, Јована?
Јас сум Јована Валчевска. Јас студирав на економскиот факултет, меѓутоа сега поради све што се случува и поради тоа што искрено на почетокот кога се запишав, не знаев точно што сакам понатака да правам, но сватив дека можеби треба подобро да размислам за кариерата и сватив дека сакам со музика се занимавам, па ќе запишам на музичкиот факултет на популарни жанрови за пеење. Прекрасно. Пишувам песни во слободно време, имам напишани текстови за 2 песни на македонски, сега ќе вадам и моја песна, снимав спот пред некој ден. Опа, на англиски значи ти за некој време пак ќе бидеш гостинка. Може. Така да, ето, светот ми е музика. Може да се каже дека учеството во овие мюзикли ти го разбуди тој дел од тебе за да сватиш дека тоа сакаш да го правиш? Да, јас претходно се занимавав со спорт, тренирав тенис 11 години, но поради предизвик искрено тука со спорт да се успее во нашата земја и после тоа некако се двоумев. Повеќе дали спорт, дали бизнес, дали музика и сега после мюзиклите мислам дека дефинитивно знам што сакам. И да, мислам, музиката е на некој начин цел живот со мене и така мислам дека сакам да остане. Одлично. И Радо уште? Што да кажам, Радо Алексовски, актер, заљубен во театарот, постојано активен на поле на театарот. Гледам да сум, не знам, постојано да влегувам во некој нов театарски предизвик и нешто што е дел од театарот, така да животот, како што рече Јована, ако на неј е музиката, кај мене е театарот, што некогаш дури сум и лут на себе си поради тоа, викам, не може цел живот театар бе да ти е само театар и таа нека обседнатост. Ама на Радо знае да, ама добро е, оди еве летен период и малце ќе одмориме и од театар и од се. Так. И со нови сили од септември и со некои нови проекти. Одлично, дечки, многу ви благодарам за денешното Ви благодарим и на вас. гостување. Беше преубав почеток на неделата. Да имате одлична предпремиера, премиера и уште многу мюзикли. Благодариме многу. Ете така, за крај ќе одиме со Хабиби, Антонија Гиговска и Пајак. Нешто што подсетува самиот ритам и самиот стил на она тема за Аладин која што денес зборувавме. Уживајте во денот и се гледаме утре во 10 часот во живо. Чао!